од мене. Пред да ја презентирам оваа дигитална алатка, која што е во насока на целокупниот процес за дигитализација на сите услуги во Македонија за доброто на македонските граѓани, накратко би сакал да ја кажам генезата зошто се случи ова што се случи. Започнувајќи од периодот во рамки на техничката влада, огромен број на граѓани, кога велам огромен, тоа сигурно ќе биде број на граѓани во најмала рака двоцифрен, ако не и троцифрен, и лично до мене, и до кабинетот, и до институцијата како таква, доставуваа огромен број на преставки и поплаки во врска со начинот на кој што во Министерството за внатрешни работи подолг временски период биле спроведувани постапките за издавање на дозволи за поседување на оружје. И морам да констатирам дека по извршена темелна истрага од страна на комисија која што спроведе ревизија на постапките, се констатираше дека огромен број на предмети, значи преку 5000 предмети, не било постапувано во однос на истите во минатото, а при тоа голем број на предмети, каде што апликантите не исполнували услови согласно закон, им било давана дозвола за да истите поседуваат оружје. Во суштина проблемот беше насочен во две основи. Првата основ е тоа што селективно во минатото се постапувало исклучиво само за предмети каде што надвор од закон интерес имал конкретен полициски функционер да даде наредба или да не даде наредба, да се постапи или да не се постапи селективно, а не хронолошки како што требало да постапуваат. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем е затоа што за конкретни лица кои што не исполнувале законски услови се издавани дозволи за оружје. Министерството за внатрешни работи, одделот за дисциплински постапки, спроведе дисциплинска постапка по предлог на одделот за внатрешна контрола за поголем број на лица и за оние каде што се констатираа незаконитости, а при тоа истите не беа застарени како предмети, донесе, колку што сум запознаен, 15 решенија за отказ на високи полициски функционери кои издавале дозволи и работеле спротивно на закон. Согласно нападствија на надлежен јавен обвинител, во наредниот период ќе следат и кривични пријави за сите оние кои што има докази дека сториле конкретно кривично дело. Предпоставувам дека ќе се оди со злоупотреба на службена положба и овластување или пак несовесно работење во служба. Но тоа ќе си проценат надлежните органи и надлежните институции. За да го суштински решиме овој проблем, кој што долги години наназад бил таложен, секој еден ловџија во Македонија знае дека оваа постапка во минатото било злоупотребувана. Сега, за да имаме суштинско и системско решение, во соработка со Министерството за дигитална трансформација, огромна благодарност и до министерот и до колегите од таа институција и UNDP, нашите пријатели, создадовме една дигитална алатка која што прво ќе овозможи неселективен и системски пристап кон решавање на овие права на граѓаните, на оние што им следат. Второ, овој систем ќе ги полни базите на податоци директно самиот како таков. Значи граѓаните нема да имаат потреба они лично да се обраќаат до потребните институции како што е, например, да речеме, Основен суд Скопје, за да може да прибават дозвола дека потврда дека се неосудувани, еден пример е тоа. И трето, ќе се намалат трошоците од два аспекти. Прво, институциите сами помеѓу себе нема да наплатуваат во однос на користењето на базите на податоци кои што ги имаат, а второ, заради тоа што воведуваме една предфаза каде што
ќе се утврди дали конкретното лице исполнува согласно законските утврдени услови право да се стекне со дозвола за оружје и при тоа без да има дискрециони права ке било кого, дали е министер, дали е началник, дали е председател на комисија, дали е, не знам, помошник министер на конкретен оддел, неселективно и воедначено ќе се постапува во однос на сите барања. Системот ќе ги црпи податоците, ќе се утврдат дали ги исполнува или не ги исполнува условите и секој еден апликант ќе биде известен на мејл дали согласно базите на податоци кои што ги имаме ние е подобен да носи оружје или не е подобен да носи оружје. А понатаму во втора фаза ќе треба да прибави соодветни докази како што се лекарско уверение, потврда дека посетувал обука и така натаму, кои што изискуваат навистина поголем финансиски трошок, од прилика негде околу 500 евра сум запознаен дека сите тие трошоци коштаат, ќе ги сторат исклучиво само ако претходно бидат информирани од страна на Министерството дека исполнуваат услови за да се стекнат со конкретната дозвола. Тоа значи дека ќе им овозможиме на луѓето да го остварат своето право, на вистина доколку го исполнуваат, ги исполнуваат законските услови, без да при тоа прават непотребни трошоци како што ги правеле до вчера. Значи, од една страна, намалуваме трошоци, намалуваме чекори, но и утврдуваме на вистина систем кој што нема да овозможи од 5000 предмети да се извлече предмет од 4528 и баш тој да се реши, врз основа на мотиви непознати за никого, а добро познати за македонската јавност, туку за да се реши предмет број 10, претходно ќе мора да се решат предметите од реден број 1 до реден број 9, нешто слично како што е постапката во рамки на работењето на Агенцијата за катастар на недвижност. Со вакви системски решенија кои што преку дигитални алатки ги олеснуваме чекорите на граѓаните до остварување на нивните права, сметам дека треба да продолжиме во иднина и текако, да ги интензивираме и да ги применуваме, заради тоа што само на ваков начин од една страна се намалуваат дискреционите права на институциите, од друга страна се олеснува патот на граѓаните до остварување на она право кое што им следи по закон и истите имаат право да го реализираат. Од мене толку благодарам, понатаму во текот на оваа пресконференција ќе имаме и презентација од стручни лица кои што го изготви ова дигитално решение и ќе одговориме на прашања на крајот доколку треба.